Во овие исклучително тешки моменти и во ризични услови, во ризични околности, нашата медицина направи огромен исчек. Тоа е исчекорот во областа на органодарителството и во областа на трансплантацијата. Во мај оваа година беше изведена првата трансплантација на срце. Да, долг е патот, верувајте, го гледате и патот и годините кои што се поминати, да едноставно се трасира и да допре до граѓаните приказната за органодарителство. Може би баш срцето одекна толку силно, бидејќи се работи за толку витален, видлив за граѓаните орган, срце кое што чука, значи живот, и во суштина сметам дека може би ова е врвот од она што јас сум сметала дека можеме да направиме. Но, тука не треба да престанеме. Што за вас е клучно во процесот на трансплантација? Не би можела во еден одговор да го дадам ова. Многу аспекти се важни за нас. Прво е етичкиот момент, тоа што ќе одлучиме и комисијата да биде по законски регулативи, не закон како правна форма, туку закон како човечка, професионална форма во смисла дека тој пациент е стварно мозочно мртов. Чи тоа е за мене можеби најважниот момент и тоа е едно нешто на кој што многу работевме овие години, но тие разговори се едноставни, разбирливи. Фамилиите обично знаат за што зборуваме и тоа нас ни олеснува целиот разговор. Верувајте, не е лесно да застанете пред семејствата и да дискутирате на оваа тема. Доктор Јовев, во тимот во кој што работевте за оваа сложена процедура, вклучивте доктори и од повеќе здравствени установи, од јавното, но и од приватното здравство. Како се одбиваше координацијата меѓу вас? Имаше ли можеби некакви различни мислења како да тече процедурата? Значи, ние на проблемот работевме последните 2-3 години мощно и сериозно. Кога дојде момент, кандидати има повеќе, кога дојде момент да имаме донор, во совршена добра координација со координаторот за трансплантација на нашата држава, ние се охрабривме, бидејќи бевме спремани до тогаш дека треба и дека можеме да направиме таа трансплантација. Иницијатива беше на министерот за здравство да се вклучат и другите институции, секако дека ќе направивме и без другите институции, но со нивното вклучување покажавме доблест. Покажавме дека е пациентот најважен и покажавме дека може да се соработува. А како одеше таа соработка? Многу едноставно, се разбиравме едноставно со погледи, затоа што науката е наука, а суетите се суети.